Пратеникот Мухаммед салаллаху алейхи ве селем го опишува мелекот Исрафил на следниот начин. Тој ја има едната нога пред другата. Го држи рогот врз своите усни. Земал длабок здив и чека да дувне. Тој ги вперил очите кон тронот на Аллах и чека знак за да дувне во рогот. Ке дојде денот, почитувани браќа и сестри, во кој сите ќе мора да умрат. Никој нема да го носи тугиот товар на себе. Во тој ден ќе биде заинтересиран само за себе, дури и за твоите деца ќе ти биде сеен. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем вели дека дури и Џибрил ќе умре. Џибрил, најмокниот мелек, првото суштество што е створено. Можете ли тоа да го замислите? Откако ќе се дувне во рогот, Аллах субханеху ве таала ќе ги приведе Џибрил, Исрафил, Микаил и мелекул меут пред него. И ќе го праша мелекот на смртта: кој е се уште жив? О Аллаху, по Твое величество, Ти си се уште жив. Јас, Твојот слуга Џибрил, Твојот слуга Микаил и Твојот слуга Исрафил. Аллах ќе одговори на тоа: земи ја душата на Микаил. Па Микаил ќе умре. Аллах субханеху ве таала ќе праша повторно: кој е се уште жив? Мелекул меут повторно ќе одговори: ти, јас, Џибрил и Исрафил. Аллах ќе одговори: земи ја душата на Исрафил. Аллах субханеху ве таала ќе праша повторно: кој е се уште жив? Мелекот на смртта ќе одговори: по Твое величество, Ти си се уште жив и Твојот слуга Џибрил се уште е жив. Аллах ќе му нареди: земи ја душата на Џибрил. Џибрил ќе падне со лицето во форма на поклонување и ќе го слави Аллах субханеху ве таала. При тоа, неговите крилја ќе се рашират. Па Аллах субханеху ве таала повторно ќе праша: кој е се уште жив? Мелекот на смртта ќе одговори: ја Аллах, само Ти и јас сме се уште живи. Тогаш Аллах ќе му нареди на мелекот на смртта да си ја земе сопствената душа. Потоа ќе умре и мелекул меут. Куллу мен алейха фан, ва јабка веџху раббике зул џелали вал икрам. Се што е на земјата минливо е. Останува само лицето на Господарот твој, величенствено и благородно. Па Аллах субханеху ве таала ќе запраша: лименил мулкул јаум, кому денес припаѓа власта? Тогаш Аллах ќе си одговори сам на себе, на Аллах, единствениот, оној на кого сите му се покоруваат.